Како може, например, еден политичар од албанско потекло или ова македонска политика, ови институции во Република Македонија, зошто да не се прат работите на реципроцитет спроведени со македонското прашање во Албанија? Така. Ние, например, и ако сме одделени од нашата матична држава и живееме како граѓани секоја чест во таа држава и сакаме да придонесиме за развој на таа држава. Никогаш не сакаме да одиме на друг начин, освен институционално. Меѓутоа, институциите на системот во Република Македонија навистина нас ни го одземат оно право што самите го имат направено и самите е внесено во уставот на Република Македонија, дека ќе водат грижа и сметка за македонците што живеат. Да. Вие све можете да направите тука. Так. Меѓутоа, ако го забораите македонското прашање во соседните држави, било каде, или во Беломорска Македонија, или во Перинскиот дел на Македонија, или во Албанија, јас ве убедувам дека ништо не сте направиле. Вие може да направите најубавите реформи, меѓутоа, спроведено со македонското прашање, ако тоа не се стави во темелите и онака како што е реално, навистина нема ништо направено досега. Така. Ми паѓа на памет една сцена, нели, точно пред нашиве избори, од пред некој ден, дека па не знам дали двајцата, меѓутоа едниот од нашиве албански политичари сигурно отиде и имаше снимка и беше тоа пренесено преку телевизиите кај председателот на Албанија Сали Бериша, што велам јас да баци рака и да земе амин од него за нели понатаму и тоа што ќе се случува. Во тој момент се гледа таа поддршка и таа силна комуникација во секој момент што тие ја имаат со својата матична држава. Ме интересира како вие стоите со нашиот политички врв во таа комуникација. Мислите за политичкиот врв во Република Албанија или во Република Македонија? Да, дали вие еве на следните избори ќе дојдете тука кај нашиот председател, нашиот премиер? Не, и јас не би верувал до сега, меѓутоа ево нека биде како апел и до сите институции на системот во Република Македонија дека оно што го прават албанците за албанците во Македонија, верувајте дека сите медиумски куќи, најглавните медиумски куќи, сите беа насочени и се насочени за целокупната ситуација што се одвива и што се одвиваше сега во изборите тука во Македонија. А за жал тоа кај нас беше сосема малку. Сосема малку беше. Не можете да замислите вие, да пример, кога например на еден политичар или еден политичар од Албанија ќе тргне за да се види со еден политичар од Македонија на едно кафе муабет на ќафасан во Поградец или во Корча или во Тиран. Тоа ние никогаш не сме го направиле. Зошто како можел Фатос Нано или Реджеп Мејдани, бившиот председател, или сега Бамир Топи, председателот на Албанија, да седнел и да пиел кафе со Тачи, со Али Ахмети, а јас не си можел да си се напиел кафе јавно пред медиумите, јас и моите активисти, јас и моите сопартици, јас и моите другари на вистина кои што се бориме за остварување на правата. Да седниме и со Никола Груевски, да седниме и со Љубиша Ѓоргиевски, да седниме и со Бранко Црвенковски, да размениме мислења, па во тие средби јавно да кажеме. Јас јавно критикувам официјалната политика на македонската држава. Како можеле сите официјални делегации од Република Албанија на прва посета во Република Македонија, првом да поминеле низ Тетово и како ги викате тие тука штабови во не знам како се нарекуваат, па после да дојделе да се видат со врвот и официјалната политика. Затоа што им прво по пат им доаѓа, кажи. Па тоа може да се направи реципроцитет на двете страни. Може и ние да пиеме кафе во Охрид. Како можеле тие во Поградец, можеме и ние во Охрид. Значи, не сакам да потикнувам. Само треба некој да биде свесен за тоа. Не, навистина, не сакам да потикнувам или да бидам оној потпалач на таквите идеи, меѓутоа дај да се обидиме на таков начин да спроведиме една политика на реципроцитет.
Сигурно. Ево конкретно ќе ви кажам, кога владата на Република Македонија донесе закон дека со граѓаните на Република Албанија мора да се ваѓат визи во амбасада. Па знаете што се случуваше? Да. Еден месец имаше јавна медиумска штампана кампања против идентитетот, културата, историјата, традициите на ова Македонија. Како да падна бродот како да потона бродот среда океанот, дека требало албанци да одат да ваѓат визи во Тирана. Целата официјална политика се насочи против Македонија. И што не нарекоа и не ве нарекоа. Значи, јас мислам дека ако цврсто застаниме, како што оно го направи председател на Република Македонија Бранко Црвенковски, кога грците му нарекуваат со што да патувал во Атина, јас тоа го поздравувам. Сакам да патувам со авион и точка. Не доаѓам и точка. Така треба да се направи. Став. За промена. Да. Став, мислам, желен на македонскиот народ да види став од нашите древни луѓе. Да. Не може никој да се подиграва со идентитетот и културата, со постоењето наше. Дека и ние сме дел од овој народ. Дека уште кај нас се живи тие што беа учесници во народно-ослободителната војна во Македонија. Дури на Сремски фронт. А за жал, официјалната политика во Република Македонија никогаш не испратила покана дајте да учествувате и вие на 2 август. Зошто да не? Ништо грешка не. Мислам дека ништо грешка не. Да учествуваш на слава, ништо грешка не. Сигурно. Па слава се прави со своите. Така е, нели? Така е. Да одиме ние со првиот блок на реклами, па ќе се вратиме. Гледам дека имаме што да разговараме. Јас знам дека Skynet не се гледа во Мала Преспа, меѓутоа сум сигурна и убедена дека DVD што ќе однесете таму со емисијава ќе биде со внимание изгледано и погледано од сите кои што ќе бидат заинтересирани. И еве еден специјален поздрав од Македонија и од Скопје и од Skynet и од Македониум и од колегите мои вечерва што го правиме ова издание до сите оние од Пустец што ќе проследат оваа емисија. И цела Албанија. И цела Албанија, дај Боже. Она што сакам да ве прашам и всушност за нашите гледачи да ни кажете како живее еден обичен македонец во Албанија. Сакам да ве прашам колку има можност за школување. Сакам да ве прашам дали има црква. Сакам да ве прашам во таа хиерархија или организација, во тој систем, колку е можноста на еден обичен македонец да се школува, да студира, да заврши факултет, да добие подобро работно место. Значи, едноставно, еден животен стил на нашите македонци таму. Види, ај прво ќе почнеме од верата. Да, навистина, ние сме традиционално посветени онака како што во цела Албанија се случуваше тој културна револуција што се случи, така и во подрачјето наше. Онака како што се разрушија црквите низ цела Албанија, така се разрушија и кај нас. Меѓутоа, процесот на враќање на верата се случи паралелно како што се случи низ цела Албанија. Исто така спонтано, да. Да. Меѓутоа, македонците во Албанија се во две и во муслиманска вероисповеди и во православната вера. То ние сме како православни под юрисдикција на албанската православна црква. Тука таа си функционира онака како спрема шемата како што е низ цела Албанија. Меѓутоа, тоа не значи дека нашите представници на верата да немат соработка со представници од Македонската православна црква. Што се однесува до образованието. Образование на мајчин јазик се изучува само во дело на Мала Преспа, во основни училишта и осмолетки. Сега има почнато да се изучува македонскиот јазик и во средното училиште, значи прва и втора година во гимназија. Но во другите делови, руралните делови, како што е Голо Брдо со 28 села, 9 села во гора и македонците што живеат во урбаните средини, тука веќе не се учит македонскиот јазик. Таа е прва и основна задача на организациите, на заедницата и на партијата. Тоа е најглавното прашање што нас не мачи најповеќе. Ние тука бараме поддршка.
И тука градиме проекти. И верувам дека ова година, бидејќи Албанија со многу тешкоти, во овие делови, одсвем дело на Преспа, веќе тука се учи македонскиот јазик, тука сигурни да бидите дека нема да се атрофизира или да се заборави македонскиот јазик.